Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, неколку минути по 11 часот, термин резервиран за политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, водител и уредник на емисијата. И овој понеделник во фокус ја ставам бегалската криза со која се соочува Македонија. Ситуацијата на јужната граница ескалираше, многу ми настравуваа од тоа. Откако војската почна да поставува 3-метарски столбови со жичана ограда на македонско-грчката граница, економските мигранти почнаа да фрлаат камења, пошто веднаш интервенираше полицијата која го штитеше просторот во кордони со штитови. И покрај се безбедносните сили во рок од 24 часа успеа да ја постават жичаната ограда. По настанатиот конфликт пред 2 дена беа повредени 27 припадници на безбедносните сили, а 4 беа задржани во Евгелиската болница. И во Словенија се гради метална жичена ограда на словенечко-австриската граница. Претходно таква ограда словенците поставуваа и кон Хрватска. Така наречениот европски коридор за мигрантите за хуман третман веќе одамна се спроведува во земјите членки на Европската унија. Ова поставување на оградите е последниот одговор на европската солидарност. На синхронизиран начин завршува европската подготвеност за отвореноста на границите за мигрантите и бегалците. Сите овие поставувања на огради дури и меѓу земјите членки на ЕУ повеќе од сигурно е дека се синхронизирани и договорени потези за стеснување и затварање на балканската рута за бегалци. Турскиот премиер Ахмет Давутоглу и првите 20 луѓе на ЕУ Доналд Туск и Жан-Клод Јункер донесоа заеднички акцијски план за решавање на проблемот со бегалците. Денеска во Македонија доаѓа специјализиран тим од Европската унија и ќе врши проценка за поставување опрема за регистрација на бегалци на јужната граница. Опремата на еден начин ќе олесни работата на безбедносните служби за контрола на бегалците кои ќе поминат низ територијата на Македонија, но и понатаму останува на сила одлуката на членките на Унијата да не се пропуштаат економски мигранти. Надлежните во земјава посочуваат дека останува и притисокот од грчка страна кон Македонија. Во привремениот транзитен центар во Гевгелија во моментов има регистрирано 600 лица кои се во подготовка да заминат со воз, а за регистрација се подготвуваат уште 100. Во наредните 50 минути на оваа тема разговарам со безбедносниот аналитичар Благоја Марковски. Останете на фреквенцијата, почнуваме за кратко. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. За оние кои покасно се вклучуваат на фреквенцијата на радио Слободна Македонија, гостин во денешниот Кворум е безбедносниот аналитичар Благоја Марковски. Господина Марковски, дали беше неопходно да се постави една жичена ограда на македонско-грчката граница? И ќе ја реши ли оваа ограда кризата? Прво би сакал да кажам дека она што и во воведот вие го рековте, ние се соочуваме со два аспекти на оваа бегалска криза, европска бегалска криза, а тие аспекти се причините и последиците. Значи, зошто настана оваа бегалска криза и второ, кои се тие последици со кои се соочува не само Република Македонија во моментов, туку воопшто сите на таа трансферзала или на бранот по кој се движат овие бегалци и мигранти. Сето она што се случува, што вие го најавивте во почетокот на оваа емисија, всушност е изнаоѓање методологија и начин како што побезболно да се преброди оваа бегалска криза, но таа е тесно поврзана со причините и од тој аспект било кои решение што ќе се донесат во рамките на санирањето на последиците не можат трајно да ја решат оваа бегалска криза ако не се решат причините, а причините се наоѓаат во Сирија и Ирак, односно на местото каде што се одвиваат борбените дејства и заради што е настаната оваа бегалска криза. Тука треба да се вклучат и други земји од Блискиот Исток и од Северна Африка, кои исто така заради тешкотиите и неподносливиот живот во своите земји се одлучуваат или како бегалци од војните подрачја или како бегалци од економски аспект, односно економски мигранти. И сега
Naođaјќи се во една сложена ситуација, повеќе од земјите од Европската Унија одлучија или да примат одреден број на бегалци или пак ги затворија границите, и тоа уште на почетокот на веќе поголемиот бран кој се случуваше во летните месеци. Тука да ја споменеме пред се Унгарија, која веднаш постави жици и веднаш се огради од бегалците, а во поново време тоа го направи Австрија, потоа Словенија, Хрватска, која и најави на Србија. Србија пренесе до Република Македонија дека бегалците ќе бидат селективно примани, односно ќе бидат примани само оние кои потекнуваат или побегнале од кризните борбени жаришта, додека економските бегалци ќе бидат стопирани и нема да можат да идат кон својата крајна цел, односно Западна и Северна Европа. Од тука, ова што Република Македонија денес го прави, тоа е една изнудена одлука. Значи, тоа не е одлука на Република Македонија да ги селектира бегалците, ниту да изградува ова што прави мрежи, 3-метарски мрежи, заради канализирање на протокот на бегалците, бидејќи претходно тоа го направија другите земји северно од Република Македонија, и ако тоа Македонија не го направеше, ќе се најдевме во ситуација сите бегалци кои доаѓаат преку Грција да се стационираат во Република Македонија, ќе ни се повтореше она ситуација од 90-тите години со Косовската бегалска криза, кога имавме во еден момент и преку 350.000 бегалци. Значи, Република Македонија мора ова да го направи, но не мислам дека решението со подигањето на вакви одбранбени зидови, односно мрежи од зидови, дека е правото решение. Правото решение е во решавањето на причините за бегалската криза, а тоа значи решавањето на моменталната состојба во Ирак и Сирија, со една меѓународна мисија под патронатот на Обединетите нации, во кои би се вклучиле и големите сили и сите други коалициони партнери кои би сакале да помогнат во разрешувањето на кризата. Радио Слободна Македонија. Ворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Со безбедносниот аналитичар Благоја Марковски во денешниот форум разговараме за бегалската криза. Тој претходно истакна дека не беа неопходни вакви огради, односно земјите кои ги градат оградите за тоа што смета дека тука така не може да се реши кризата, односно дека решението на кризата е токму во причината. Господине Марковски, вие рековте дека кризата може да се реши само таму каде што настанува. Како би се решило тоа и како еве Македонија подобро да се справи? Очигледно дека кај нас се води голема борба со оваа бегалска криза. Значи, ниедна земја посебно не може да со сопствени сили ја разреши оваа криза, иако е засегната со последиците од кризата на својата територија. И искуството покажува дека само со заеднички сили, но со заедничка и волја на големите сили, со изнаоѓање на мировни мисии и разрешување на проблемот на кризата во Сирија и Ирак, односно елиминирање на опасностите од исламската држава, е единствено можно оваа криза да биде разрешена, и тогаш кога ќе престанат причините за настанокот на оваа криза, таа сама по себе ќе се елиминира. Или ќе се доведе во рамки кои се пристојни и кои можат секоја од земјите на бранот на бегалската криза да одговорат соодветно, бидејќи треба да се води сметка дека скоро сите земји од регионот, вклучувајќи и Република Македонија, е потписник на повелбата од 1951 година на Обединетите нации, односно Женевската повелба за грижа и прифаќање на бегалци. И од тој аспект секоја земја посакува тие што може да ги прифати навистина за нив и да се грижи. Од морален аспект, од човечки аспект, да им се пружи толку колку што
навистина тие треба да имаат можност колку толку нормално да го проведат својот живот на територијата на соодветна држава. Значи сега повторно се вратам на почетокот. Ако не се изнајде заедничка мировна мисија и ако и понатаму продолжи дејствување поединечно, сведоци сме дека прво започна Русија, потоа по париските настани тоа го направи и Франција. Соединените американски држави исто така определени позиции на исламската држава, односно на ИСИС силите дејствуваа со воени авиони, но секој поединечно, како што дејствува сега, фактички дејствува од аспект на своите интереси. Не од интересите да се елиминира ова опасност и ова воено жариште, туку исклучително да ги задоволи собствените интереси, а треба да биде јасно дека интересите пред се на ова подрачје е нафтата. И во овој момент има големи количества на нафта со кои располагаат силите на ИСИС и тие фактички дејствуваат како држава во држава, затоа и е наречена како држава, исламска држава, и тие можат уште долго време да создаваат вакви непријатни состојби во регионот на Сирија и Ирак, а со една меѓународна мисија фактички би се дошло до позиција да биде елиминирана опасноста од овие сили и Сирија и Ирак да можат да продолжат во собствениот развој како собствени, се надевам, војнина и демократски општества. Затоа велам, не можеме, ниту ние како Република Македонија многу да помогнеме, ние можеме да помогнеме од аспект да се вклучиме во таа идна антитерористичка коалиција, каде што со собствени сили и средства би можеле да помогнеме, како што тоа го правиме и во Авганистан, како што тоа го правиме и во други неколку места низ светот. А главно овде Обединетите нации треба да го имаат својот збор и тие да одлучат да се разрешат причините за настанокот на оваа криза, а потоа сето друго ќе биде многу полесно за решавање. Голем број на мигранти сонуваат за подобар живот во Европа, голем е бројот на бегалците кои заминуваат од воените жаришта, но и на економските мигранти. Доколку сите овие бегалци се пуштат низ Европа, колку со тоа би се загрозила безбедноста, се прават ли некакви проценки? Значи, ова е навистина еден огромен бран на бегалци кои Европа тешко може сите да ги прифати, да ги прими и да ги задоволи потребите за нормален живот на бегалците. Но исто така треба да се има во предвид дека додека не беше волку голем бранот на бегалците, некои земји од Западна Европа и пред се тука, сакам да бидам потполно искрен, Германија, со задоволство гледаше на бегалскиот бран, бидејќи се надеваше дека од овој бегалски бран, од овие бегалци и мигранти, ќе се здобие со ефтина работна сила која ќе биде ангажирана во Германија. Но веќе го нема она германското добро и дојде. Но веќе го нема затоа што има две други работи кои се појавија, кои веројатно не беа доволно анализирани. Првото е дека олку голем број на бегалци ќе се појават и не можат сите да бидат прифатени, па затоа Германија беше иницијатор, нели, на разни состаноци, па како и овој последниот со Турција сега пред некој ден, да се канализира или да се намали бројот на бегалците. А вториот аспект е дека меѓу овие бегалци се, да така кажам, инфилтрираат и определени структури кои учествувале во воените дејства, доаѓаат со определена идеологија од аспект на исламскиот радикализам и тие ги бараат своите кели или позиции каде што можат да дејствуваат во земјите каде доаѓаат. Затоа и ни се случува дека определен број борци
koji se infiltrirani zajedno su begalcite, se povrazuvat s ovakvite strukturi vo odredeni zemlji od Evropa i tije postanuva seriozna opasnost kako za terorističke aktivnosti, taka i za radikalizacija na sustojbite vo ovije zemlji. Od ovakvata opasnost ili создавањето на чувствителна безбедносна ситуација не е имуна ни Република Македонија, како што не е имуна ниту било која друга земја во Европа, па затоа и кажуваме во овој момент дека безбедносната состојба не само во Република Македонија, туку и воопшто во регионот е доста чувствителна и тука безбедносните структури на секоја од земјите, но и во соработка со соседните земји или со регионот, треба да изнаоѓаат можности како и на што поефикасен начин да се справуваат со оваа опасност. Но како кога еве надлежните во Македонија велат дека Грција притиска? Грција објективно е првата погодена земја од овој бегалски бран и тука треба да си бидеме искрени дека таа навистина е прва на ударот, иако ние посакуваме често да кажеме тоа е првата европска земја, па европска земја прави проблеми на неевропските земји како што е Република Македонија или Република Србија, но објективно Грција има силен притисок од овие бегалски бранови, како од територијата на Блискиот Исток, така и од Северна Африка. И таа секако, поаѓајќи од собствените интереси и од собствените видувања, гледа што побрзо да се разреши проблемот со бегалците на нејзина територија и таа е објективно заинтересирана што побрзо и сите бегалци кои се наоѓаат на територијата на Република Грција да преидат во Република Македонија, а потоа не е од нејзин интерес каде тие ќе завршат. И затоа и се наоѓаме во таква ситуација. Тие што повеќе да притискаат врз Република Македонија, односно да ги поспешуваат бегалците што побрзо да ја преидат грчко-македонската граница, а ние пак се наоѓаме во ситуација да не можеме да ги прифатиме сите во толкав број, затоа што во еден определен период имавме и по 7 и до 10.000 бегалци кои превоѓа од Република Грција кај нас, што објективно е невозможно да бидат евидентирани и понатаму трансформирани кон Република Србија. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Господине Марковски, говоревме колку е опасна бегалската криза, колку таа влијае на безбедносната ситуација во земјата. Што ќе се случи доколку се пуштат мигрантите кон Европа и колку ќе се загрози безбедноста? Како упатен во овие работи, ве прашувам дали очекувате повторна ескалација на македонско-грчката граница, како онаа што се случи на пред 2 дена со оглед на тоа што веќе е поставена оградата, економските мигранти понатаму инсистираат да бараат подобар живот во Европа? Прво мислам дека и временските прилики идат во прилог на смирување на ова бегалска криза, од аспект на тоа што помал број ќе се одлучуваат да тргнат во ова патешествие на неизвестност. И друга работа е тоа што веќе одредени земји меѓу себе разговараат како и на кој начин да почнат да го стимулираат не вклучувањето на граѓаните од кризните подрачја и од економски неразвиените средини во Северна Африка да се одлучуваат за едно вакво патешествие. Посебно тука во предвид имам активностите на Германија и Турција, кои на одреден начин веројатно ќе вродат со плод да има што помалку бегалци, односно што поголем број на бегалци да се задржуваат на територијата на Република Турција до разрешувањето на причините за ова бегалска криза. Сега, она што се случуваше овие денови, јас го анализирам и прифаќам како една специфична социолошка и психолошка состојба, бидејќи и економските мигранти се свесни дека Македонија не е таа која им го попречува патот до Европа,
No, posle toliko čekanja, posle toliko provedeni denovi na granicata, zarobeni na teritorijata, na ničija zemlja među Republika Grcija i Republika Makedonija, objektivno se sozdava takvi krizni situacije kaj begalcite i tije reagirat na način kako što odreagira, kada što je te Republika Makedonija beše žrtvata vo smisla na to što imavme 27 ili 8 povredeni pripadnici na policijata i kada što moravme da je izgradime ta 3-metarska barijera od žice. Koliko i kako će eskalira na tamu situacijata, pak zavisi od toga što će se slučuva na krizni žarišta vo Sirija i Irak. I ova što u ovoj moment beše kako jedan vidna eskalacija, ne gledam deka ima potreba da se povtori, zato što će odreagirati sami te begalci među sebe, videći sozdavanje to na ovakvi situaciji koga se povreduva policajci ili vojska od zemljata kada što treba da se bide prifateni i da se projde, odnosno tranzitira, ne može da ima pozitiven efekt vo smisla na to deka će im se razreši nimni od problemi deka tije će projdat. Zato velam to što se slučuvaše mislim deka je za nas i so jedna dobra organizacija, no ne samo na Republika Makedonija, toko i na site drugi sosedni zemlji vo smisla na sorabotka i međusobno informiranje. Mislim da ova begalska kriza može da se kanalizira i da bide so što pomalko posledici vo odnos na zemljata niz koja tranzitira. Сега ова што го поставувате како прашање дека може да бидат инфилтрирани разноразни структури заедно со овие бегалци, тоа е сосема реално. Така, меѓутоа на таа тема би сакала да продискутираме подоцна. Вие го споминавте во редниот самит во Брисел. Вчера Европската унија и Турција постигнаа договор за контрола на бегалскиот бран. Финансиска помош од 3 милиарди евра за Турција веќе издвоена со можност за нејзино зголемување. За возврат Турција веднаш треба да ја зајакне контролата на нејзините граници и да ги приме назад мигрантите кои не ги исполнуваат условите за азил. Што всушност ќе значи ова? Вие споменавте дека со ова ќе се внесе некаков ред. Како ќе изгледа тоа? Тоа значи дека Република Турција многу поактивно ќе се вклучи сега во прифаќањето и овозможувањето транзитот на бегалците кои доаѓаат од Сирија и Ирак, бидејќи тие директно прво проаѓаат низ Турција, па тоа во Грција, па низ балканските земји. Сега со ова помош која не е баш мала и која навистина може да ги задоволи потребите на Турција да излезе во пресрет на бегалците, може да ни се случи најголемиот бран на бегалци да остануваат на територијата на Турција и тоа е најдоброто нешто што може да се случи во ова бегалска криза, бидејќи тие се фактички во соседството од нивните земји на живење. Во случај на разрешување на причините за оваа бегалска криза, многу лесно може да се вратат на своите територии. Додека ако тој бран продолжи со ваквото темпо кон Западна и Северна Европа, се создаваат многу други проблеми на земјите каде што тие ќе бидат стационирани, односно оној момент кога земјите ќе одлучат да ги вратат тие бегалци назад во своите земји од каде дошле, е бегалски бран во спротивен правец кој исто така носи определени последици. Затоа мислам дека овој договор меѓу Германија и Турција е од многу значаен аспект за минимизирање на проблемите на бегалската криза, значи не е за разрешување, но за минимизирање на проблемите и дека тоа битно ќе влијае врз бројот на бегалците кои ќе транзитираат по рутата низ балканските земји до Северна и Западна Европа. Така, веќе ја најавивме темата, односно последниот дел од разговорот, колку бегалската криза се користи за инфилтрирање на обучени терористи, но за таа тема веднаш по кратката пауза. Форум, политички магазин на радио Слободна Македонија.
Според последните информации од Меѓународната организација за миграции во Европа, оваа година влегле речиси 900.000 луѓе кои бегаат од судири и сиромаштија на Блискиот Исток, барајќи за солниште или работа. Но меѓу нив евидентно е дека се инфилтрираат и обучени терористи. Господине Марковски, го споменавте и вие случајот со Париз. Двајца од напаѓачите во овој град минале низ Македонија, односно низ Балканската рута. Како може да се зголеми контролата за да се евидентираат ваквите луѓе кои поминуваат низ Македонија, но дали имаме ние доволна контрола или треба да се работи на овој случај, колку сега европјаните кои денеска доаѓаат во Македонија ќе помогнат во решавање на овој проблем? Значи, ние се соочуваме и со еден паралелен проблем кој е заедно со европската бегалска криза, а тоа е можноста на инфилтрација на разноразни деструктивни па и терористички групации, организации и поединци кои влегуваат заедно со бегалските бранови и чија основна задача е покрај ширењето на исламскиот радикализам истовремено и да создаваат небезбедносни ситуации, односно можности за извршување на разни терористички акти и активности. Јас да ве подсетам дека од територијата на Балканот најмногу се вклучија како братска помош во исламска држава на страната на ИСИС од Република Босна и Херцеговина, а исто така завиден број има и од Косово, граѓани од Косово и од Република Македонија. За Република Македонија веќе имаме податоци дека досега се вклучени негде околу 110 граѓани кои се ставиле во функција на исламската држава. Од нив до летоска имавме 14 погинати, сега веќе зборуваме за податок од 25 погинати македонски граѓани. И исто така постои податок дека од овие 110 негде близу 70 или поточно 69 се веќе вратени во Република Македонија. И ако имаме во предвид дека нивната основна цел да се приклучат на ИСИС е всушност идеологијата на исламската држава, тие кога се враќаат назад во своите места на живење, вклучително за Република Македонија во Република Македонија, фактички доаѓаат со таа идеологија и со определени цели и задачи да ја шират радикалната исламска идеологија и истовремено да подготвуваат можности, состојби и ситуации за дејствување од терористички аспект. Ова опасност е латентна опасност за секоја од земјите каде што се движи тој бегалски бран, но и воопшто за сите земји во Европа. И од тој аспект секоја земја, доколку би се справувала или се обидувала да се справи поединечно, веројатно нема да има успех, затоа е неопходно во спротивставувањето на ваквите структури да се создаваат врски на комуникации, размена мислења, информации и пред се објективна и сестрана соработка на структурите за безбедност и разузнавање на секоја од овие земјите. Во смисла на нивното зголемено разменување на информациите и во смисла на заедничка активност на структурите за безбедност и разузнавање од регионот, ќе имаме ефикасна борба и против овие структури, затоа што многу полесно ќе бидат идентификувани тие кои заедно со бегалците се инфилтрираат, а всушност не се бегалци. И исто така поврзувањето со структурите на местото на случувањата на борбените дејства, пред се мислам на структурите кои таму се наоѓаат, како што е Русија, како што е Франција, како што се Соединените Американски држави, дај Боже да има и меѓународна мисија, тогаш многу полесно ќе биде да се откриваат ваквите поединци структури и тие да бидат елиминирани како опасност за секоја од земјите. Но повторувам,
bez zajednička aktivnost, bez neposredna sorabotka na strukturite na bezbednost i razuznavanje, mnogo teško je da se otkrijat infiltriranite teroristički grupaciji i pojedinci i zato tukaj je neophodna međusobna sorabotka zaradi eliminiranja na ova opasnost. Според одредени информации од Македонија ќе се бара да се примат 30.000 бегалци, велам според одредени информации, за ова нема никаква потврда. Но што на вистина би се случило и со што би се соочила Македонија доколку се побара од нашата земја 30.000 мигранти да бидат сместени на оваа територија? Значи, Македонија е активно вклучена сега во пружањето помош на бегалските бранови, на бегалците и мигрантите и во рамките на своите можности таа навистина е активна и добива, би рекол, одредени признанија како од бегалците, мигрантите, така и од земјите од Европа. Но Македонија мора да има и план Б. Значи, ние веројатно ќе се соочиме доколку и понатаму ескалира или продолжи овај бегалски бран, да се најдеме во ситуација во еден момент да примеме многу повеќе од нашите декларирани можности за 2000 бегалци и мигранти, односно за згрижување на овие 2000 бегалци и мигранти. И од тој аспект мислам дека Македонија веќе треба сериозно да размислува, односно нејзините државни структури, во смисла на изнаоѓање капацитети, дополнителни капацитети и дополнителни можности, но истовремено да и даде на знаење и на Европската унија, но и на меѓународната јавност и Обединетите нации дека Македонија може да изнајде план Б, но исто така треба тоа да се финансира, бидејќи капацитетите, финансиските можности на Република Македонија не се повеќе од 2000 прокламирани бегалци и мигранти за прифат и од тој аспект да се добие соодветна помош, како што всушност тоа се направи сега во договорот меѓу Германија и Турција. Но кога ќе направиме споредба, Германија прима 40.000, Франција прима 30.000, зошто тогаш и Македонија 30.000, кога и воопшто не е членка на Европската унија? Тоа не треба да се гледа дали сме членка или не сме на Европската унија, овде се работи за... Меѓутоа и нашите територии се неспоредливи со оние на Германија и Франција и нашата нели економска моќ. Така е. Но значи ние треба да поаѓаме од повелбата за згрижување на бегалците и мигрантите и како подписнички на оваа повелба ние сме должни да им пружиме помош и да ги згрижиме. Воопшто јас не би гледал кои би биле некои бенефити од тоа што Република Македонија ќе прифати повеќе од декларираните 2000 број бегалци и мигранти, туку колку Македонија се покаже како зрело општество дека и покрај можностите кои ги имаме во рамките на овие декларирани капацитети, да изнајдеме можности за прифат уште на повеќе или поголем број на бегалци и мигранти. Ама, пак повторувам, Македонија не треба еднострано само да ги прифати, туку истовремено таа или претходно пред да се одлучи да ги зголеми потврдувањата за поголеми капацитети на прифат, таа претходно треба да добие солидна и материјална и финансиска помош од меѓународниот фактор за да може соодветно на повелбата да ги згрижи овие бегалци, а не само декларативно да каже па добро, јас ќе прифатам и потоа да се соочи со проблемот да не може да излезе во пресрет на бегалците и мигрантите. Господине Марковски, уште сосема накусо би ве замолила на крај со оглед на тоа што сме кратки со времето, односно мора да привршуваме со емисијата. Спомнавте зрело општество. Дали Македонија досега зрело се однесуваше со оваа бегалска криза? Јас би рекол дека Македонија соодветно на своите можности се однесуваше и од тука и произлегуваат одредена благодарност како на бегалците и мигрантите, така и од одредени, би рекол, земји кои реално гледаат на проблемот што се случува со бегалската криза, но искрено да кажам, јас сум разочаран од последните настани што се случуваат
во Република Македонија, каде што многу незрело пристапуваме кон она што се случува на границата меѓу Република Грција и Република Македонија, каде што една единствена влада со своји министри, заменици министри е поделена, па едни идат во посета на и согледување на состојбите на теренот од еден аспект, други идат од други аспект. Проблемот на бегалската криза не е ниту партиски, не е ниту на ВМРО, ДПМН, нити на СДСМ, нити на било која друга политичка партија и субјект во Република Македонија. Ово е надпартиски проблем, ово е државен проблем, ово е, би рекол, регионален проблем, каде што мораме да бидеме единствени да настапуваме и внатре, но и надвор во рамките на разрешувањето на оваа бегалска криза. Така, ова беше како еден апел и за окружување на денешната емисија. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани слушатели, вам ви благодарам на вниманието и денешниот кворум беше во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.